Па генерално овие неколку дена ќе бидеме овдека во Брисел, заедно со подпредседателот Николовски, со меѓународниот секретар Муцунски. Ја користиме оваа прилика најпрвен со Европската народна партија, со политичките партии кои што се дел од Европската народна партија за време на политичкото собрание, да зборуваме за актуелните теми кои што се дел од политиките на Европската народна партија. Генерално ќе биде предмет усвојувањето на буџетот за 2021 година, престојниот конгрес кој што ќе се одржи на крајот од 2021 година, идеолошки конгрес на Европската народна партија. А оваа посета ќе искористиме да имаме и средби и голем број настани со политичари кои што се европратеници, председатели на политички партии, премиери и така натаму, луѓе кои што се дел од Европската народна партија, да зборуваме за и да ги искористиме оваа можност да зборуваме за како може што поскоро да се отпочнат преговорите со нашата држава, со Република Македонија, да се тргне она вето кое што за жал нашиот сосед источен на Бугарија го има наметнато, да сега во 21 век ние разговараме за теми кои што се од 19 век. На тој начин практично ќе се даде дополнителен стимул и мотив на македонските граѓани, на македонскиот народ да веруваат во европските вредности, европската перспектива на Македонија. Ние апсолутно сме свесни дека оваа влада предводена од СДСМ и Зоран Заев практично ја рангираше Македонија како најкорумпирана држава и држава во која што владее криминалот и на најлошото место во Европа. Свесни сме дека нема реформи, свесни сме дека практично сето она кое што го ветува не успеа да го испорачаат, но за тоа не треба сметката на крајот од денот да ја плаќа македонскиот народ и граѓаните и Македонија, и затоа ние како држава заслужуваме, како Македонија, заслужуваме како македонци, како македонски народ да ги отпочнеме преговорите и да застанеме рамо до рамо со европските народи. Така, утрово имавте средба со европратеникот Марко Компоменоси, тој е шеф на политичката партија Леге во Европскиот парламент. Што разговаравте и какви пораки размените? Да, со господинот Кампоменоси денеска имавме средба во рамките на утринските сесии. Инаку тој доаѓа од партијата Лега на господинот Салвини, која што не е дел од Европската народна партија, но ние како ВМРО ДПМН имаме стратешка определба да воспоставиме навистина една плодна и би рекол посериозна комуникација со партијата Лега на господинот Салвини, бидејќи очекуваме дека следните избори сериозно ќе ги добијат и господинот Салвини ќе биде премиер на Италија, ако моментално се дел од владата на Италија. Разговаравме за продлабочување на соработката, определени партиски идеолошки правци и насоки коментиравме, го поканивме да тој или господинот Салвини во зависност од расположивото време или некои други високи официјални лица од нивната партија да бидат дел од предизборната кампања за локалните избори. Од тоа што успеавме да го слушнеме дека ќе дадат максимум тоа да се случи, но и во тој период и во Италија исто така има локални избори, така што ќе биде малку потешко да се најде време, но во секој случај ВМРО ДПМН воспоставува сериозна комуникација со Лега на Салвини. Така, посетата во Брисел доаѓа во пресред на онаа блокада која што неодамна Македонија ја доби од Европската Унија. Денеска премиерот Зоран Заев одговори на новинарско прашање дека не гледа причина зошто би си дал оставка во контекст на оваа блокада која што ја добивме. Ваш коментар? Добро, лицемерни и двулични политичари можеби не треба да се коментираат, сепак позицијата во моментот премиер е тешка, па мора да ги коментираме и неговите изјави. Во суштина истата таа причина за која што имаше предвремени избори во 2019 година е сега можеби уште посилна, бидејќи условот е многу посилена. Тоа се бара компромис кој што ќе биде на штета на македонскиот народ, на македонската нација, посебност, традиција, јазик, култура, обичаи и така натаму, нешто што не беше случај во 2019 година, бидејќи тогаш блокираше Франција, но блокираше од други причини, а тоа беше методологијата за преговори. Се коригираше методологијата, објективни беа и веќе Франција понатаму не го блокираше процесот. Сега Бугарија не блокира затоа што сака буквално да ја начне нашата посебност како народ, нашиот јазик, нашата култура, нашите традиции, обичаи и така натаму, нешто што навистина во 21 век е се само не е европска вредност. Зоран Заев ветува дека се ќе потпише, тука кога ќе дојде во
во Македонија вели дека тоа не е точно, но таму кога седи на маса, зашто постојат и белешки од тие разговори, бидејќи заборава дека е премиер, луѓето си фаќаат прибелешки, потоа тие прибелешки излегуваат во јавност. Она што можам да порачам е дека не само што има причина, туку ја не гледам ниту една причина зашто тој да остане на тоа место каде што е таму, односно премиер на Македонија. Така што не треба да гледа причини, треба веднаш да се повлече и да распишеме предвремени парламентарни избори. Ви благодарам што бевте дел од вестите на телевизија Алфа и ви посакуваме успешни работни состаноци. Ви благодарам и вам, очекувам дека состаноците ќе бидат успешни и мислам дека една порака на крај е добро да упатиме до македонскиот народ, дека не треба да се обесхрабрува, не треба да се демотивира, напротив, најдобрите денови доправа доаѓаат со промената на владата на Илинденска број 2. Јас лично ветувам дека најдоброто и за Македонија како држава, но и за македонскиот народ доправа следи. Благодарам уште еднаш.